Поголема поддршка од државата за унапредување на руралните средини. Вака побараа локалните акцијски групи на саемот Лак Експо 2022 во Радовиш, организиран од Македонската и Балканската мрежа за рурален развој, а поддржан од програмата на УСАИД за развој на заедниците. Петар Ѓорѓиевски смета дека иницијативи од локалните заедници има, но ќе мора Министерството за земјоделство да посвети поголемо внимание на лаговите за да се унапредат руралните средини. За жал, тоа внимание не е доволно, затоа што навистина за да тие локални акциони групи функционираат, потребна е силна поддршка од државата. Таа поддршка се уште е символична, можам да кажам, но за среќа е добро што веќе тој диалог помеѓу Министерството и локалните акциони групи е веќе воспоставен, веќе се дискутира за тие потреби. Идејата на локалните акциони групи е токму тоа да го намалат тој диспаритет или дисбаланс кој што постои помеѓу урбаните и руралните средини. Локалните акциони групи се буквално таа алка. Лак Плачковица функционира веќе 4 години. Зад себе имаат реализирано проект за енергетска ефикасност во општините Конче, Карвинци, Радовиш и Штип, а сега работат на партерно уредување на центарот на населеното место Сурдулица. Столе Ѓорѓе смета дека платежната агенција ќе мора да биде пофлексибилна за да се реализираат иницијативите кои доаѓаат од самите граѓани. Слабиот капацитет на платежната агенција, кој што не може на време да ги следи активностите кои што ни требат. Аси најголемите, да речеме, забелешки од страна на локалните акцијски групи доаѓа токму од таму, бидејќи активностите кои што се поврзани треба да бидат финансиски покриени од платежната агенција. Многу време се троши на тоа, да речеме, за проверка, за контрола, за административна контрола. Можам да ви кажам дека од 2019 година кога почна програмата за поддршка за рурален развој, каде што беа фатени локалните акцијски групи, некои од локалните акцијски групи се уште не се исплатени од платежната агенција. Во земјава постојат вкупно 13 локални акцијски групи, од кои 9 веќе се регистрирани при Министерството и функционираат. Во овие групи на одреден регион учествуваат локални самоуправи, граѓански организации и бизнис сектор, кои паралелно партиципираат со средства и работна рака при реализација на одредени локални иницијативи.